отфрлиме. Училиште Коле Неделковски во Скопје го обвинуваат наставникот по музичко воспитување за злоупотреба на нивните деца. Емица ни јави. Според искажувањата на родителите кои денеска во просториите на првата детска амбасада Медјаши одржа пресконференција, Миливој Ристик, библиотекар и раководител на мандолинскиот оркестар во училиштето, психофизички ги малтретирал нивните деца, ученички кои биле членови на мандолинската секција. До оваа констатација родителите дошле по неколку водени разговори со децата, кои во последно време одбивале да ги посетуваат дополнителните часови по мандолина. На прашањето зошто, девојчињата, како што рекоа родителите, им кажале за заканите на наставникот дека ќе бидат избркани од училиштето ако не учествуваат во оркестарот или библиотеката, во која, според родителите, се случувале и обиди за сексуални дејствија. За да го спречат најлошото, родителите овој случај на 10 април го пријавиле во Министерството за внатрешни работи, кој наставникот Ристич го става во притвор, каде што е и денеска. На денешната пресконференција родителите го искажаа својот револт и кон директорката на ово училиште Елица Шуковик, за која бараат сменување од местото директор. Причините за тоа, како што велат, се ненавремено воочување на начинот на кој наставата се изведува, но и фактот што наставникот веќе еднаш бил лекуван во болница за душевно болни, пошто изјавуваат родителите повторно се вратил на работа. Родителите не известија дека се обратиле и до министерот за образование Софија Тодорова, која, како што истакна, го ангажирала главниот републички инспектор за образование да го испита целиот случај. Родителите најавија родителска средба со цел да ги запознаат останатите граѓани чии деца учат во основното училиште Коле Неделковски со, како што истакна, ситуацијата во каја нивните деца се наоѓаат и образуваат. Последниот збор за тоа дали именуваниот наставник е виновен или не, ќе го каже